ќе пробам да видам што е можно побрзо. Прво знам како ги дели парите во Фондот за иновации и технолошки развој. И знам дека до 30% провизија, односно рекет, е дојдена работа. Пред некое време имав еден пријател кој што аплицирал, Апла му побарале 30% и за тоа треба секој треба да се заангажира и верувајте дека ќе има одговорност за многу брзо. Понатаму, мој ДДВ е приказна за мало дете. За мали деца 115 милиони евра исплатени, меѓутоа во извештаите на Државниот завод за ревизија гледаме дека имаме 900 милиони евра злоупотреба на јавните набавки. Имаме 700 милиони евра во 4 очи. И сега 115, кога ќе ја споредите оваа сума, тоа е баш приказна за мало дете. Како одат парите? Ние ќе плаќаме даноци, секој еден ќе плаќа данок, ќе отидат во некој договор во 4 очи, некој ќе си ги наполни џебовите, некој ќе продае хотел, некој ќе си земе ауди на користење и така натаму, и вук појео магарца. Парите кои што ги давале граѓаните не одат за инвестиции онаму каде што треба, туку одат по приватни џебови. Дополнително, она што ме боли, 250 милиони евра плативме за неспособноста на ЕСМ. И сега наместо тој човек да се казни, тој човек си отвара приватна фирма, инвестира во фотоволтаици, а на негово место иде човек кој што успеал за една година во пошта 3 милиони евра загуба да направи. Новиот директор за една година 3 милиони евра направил загуба во пошта. Па тој ако сме го пуштали у ЕСМ предходно, може пола милиарда ќе направил. До толку се неспособни. И сега париве на граѓаниве така завршуваат. Вие кажувате мој ДДВ. Да, успешна реформа, 115 милиони. Кога ќе видите колку се украло, кога ќе видите дека 20 милиарди евра се потрошиле од буџетите, апсолутно ништо не е направено, еден пат Петровец-Катланово 5 километри не се реконструира цели 4 години, не може да го реконструираат, не да го проектираат или да го направат, кај се парите? Тоа е последното прашање. Уште една работа, ако вие се споредувате со Косово, Србија, Црна Гора, да си јоиме сите. Па нели треба да се споредуваме со Европска унија? Ви го кажав просекот од Европската унија. 15% понизок од нашиот. Дајте барем ние таму да запнеме, ама пак ќе кажам, се е политички договор кој што не сакате да го, односно не сакате државата да управите за цена на политичкиот договор. И на крај само кога велите дека има мерки за борба против сива економија, тие мерки ви се определени и од други фактори. И тука е на брзина ќе ви набројам. Оданачување на подигнувањето на готовина како мерка против сива економија, намалување на износ на плаќање на употребна готовина, радикална мерка за истиснување на готовината, модернизирање на актуелниот систем за издавање на фискална сметка, електронско поврзување на сите соодветни бази и податоци на управа за јавни приходи. Меѓутоа, вие во дигитализација, кога што се сеќам, ги намаливте проекциите за 2023. Малку тој дел не ви одговара да се управи. Затоа што треба овие да крадат со аудито што го возат и со Мајбах. Ви благодарам.